Добри ден во студио за моите гости Сашо Клейковски, аналитичар, Джабер Дерала, прв човек на Цивил. Одиме прво со денешните преговори во Брисел, практично каде што лидерите, особено Груевски и Заев, имаат поставено некакви црвени линии од кои не отстапуваат веќе долго време. Почнеме од вас, ако можете, сметате ли дека странскиот фактор би ги натерале Заев и Груевски да се откажат од овие црвени линии? Заев вели дека одбива влада со Груевски, Груевски вели дека не доаѓа во предвид да биде формирана било каква влада, доколку тој не е прв човек. Видите, ако имате поставено црвени линии кои знаете дека за другата страна се неприфатливи, политичкиот диалог нема логика. Таквите ситуации се решаваат не преку диалог, туку се решаваат преку протести. Значи, целата идеја дека имате дефинирано црвени линии, меѓутоа влезувате во политички диалог и дополнително мислам дека двете страни се изјасни дека се очекува овој месец да се постигне решение, значи има некаква временска рамка зададена, значи дека ќе се барат иновативни решенија кои ќе ги премостат овие црвени линии да се најде нешто што ќе биде прифатливо за двата лидера двете партии. Што би било тоа иновативно решение? Нешто што не пробале до сега странците кај Груевски и Заев, или пак сметате дека воопшто тие и не почнале со некакви обиди да ги притиснат лидерите? Ја не верувам дека треба да биде тоа притисок, бидејќи решенија постигнати под притисок нема да бидат одржливи. Значи, тоа мора да бидат решенија кои ќе ги уверат двете страни дека ќе се исполнат значајни нивни интереси. Значи, збориме за целиот пакет што е на масата, бидејќи во основа ние се обидуваме сега да се создаде доверба во сите вклучени страни дека следните избори ќе се одвиваат на фер и еднаков терен, бидејќи главната забелешка на претходните избори дека се одвивале на нееднаков терен. Значи, прашањето што се треба да се направи таму, кои све решени, јас не знам што се разговара во тој дел и дали сите тие решенија ќе бидат ставени заедно, ќе бидат прифатливи за двете страни. Добро. Прво, јас би можел да кажам дека политичкиот диалог воопшто во Македонија никогаш не е вистински почнат. Во било кој период од постоењето на независна Македонија. Таа состојба дополнително се заостри со доаѓањето на ВМРО на власт во 2008 година, кога секаков политички диалог, воопшто политичката култура доживеа, или не преживеа, туку доживеа еден крах, потпун пад, и диалогот воопшто е укинат во Македонија. Не постои, едноставно постои само робовска политичка битка, која оди со средства за домет преку медиумите, значи пропагандистички средства, кои воопшто дополнително ги вкопаа сите политички опции во Република Македонија. И вие имате потполна тишина во општеството и само ги слушате мегафоните. И тука е завршена таа приказна. Колку може тоа денеска да се санира, нешто што веќе со години трае, не би можел да кажам дека има добри изгледи. Значи, политички диалог денеска са бајлево да почне, заврши вечерта, со некаков вистински резултат, мислам дека не можеме да очекуваме вистински. И само би кажа дека ние имаме посуштински проблем со диалогот. Значи, ние немаме социјален диалог, како што треба. Ние немаме граѓански диалог. Ние и во најобична федерација, дали е фудбалска или кошаркашка, не можеме да имаме решение на некој спор без да се дојде до во нека Тоа впрочем го имплицира кога кажа дека политичката култура доживеа еден крах. Ние мораме да се обидиме да излеземе од таа за мене мачо маскулина начин на водење на работите, значи има победник и губитник. Друго не постои. Нема еден обид да се испочитуваме, без разлика што имаме идеолошки разлики. Разлики ќе има. Опонентот стана непријател. Значи да се испочитуваме за минимум работи. Туку мора јас се да добијам, ти ништо да не добиеш. Мислам дека таа логика во основата кога ни викате европејаните нема политички диалог, они не зборат дека само Заев и Груевски не разговарат, ние на повеќе нивоа немаме сегменти
и тоа се продолбочува, посебно од 24 декември кога и комуникациите во собранието се наруши и не се воспоставија. Но велите, се извинувам што ве прекинувам, но да бидеме попрецизни, велите дека договор би се постигнал, е возможно доколку секој странците ги понудат како една од опциите, можностите да бидат испочитувани некои интереси, дали на Груевски или на Заев. Ние нема да зборуваме денеска за диалог, не можеме да зборуваме за диалог, ние зборуваме за притисок. Ние зборуваме за притисок кој ќе биде направен врз двете страни, иако се поставува едно сериозно и принципиелно прашање кои се тие две страни. Јас берем од моја гледна точка, гледам две страни од кои на едната страна денеска ќе се наоѓа Зоран Заев како предводник на опозицијата и на граѓаните за Македонија, и на другата страна ќе видите премиер и двајца председатели на партии на албанскиот блок, политички блок, кои се апсолутно послушнички структури кои се на страната на Груевски. И имате еден европски посредувач кој ќе гледа да има добро повеќе. Двајцата амбасадори се доведени. Еден тој што беше опржено, сакав да го издвојам, мислам на комесарот Хан, кој ќе се обиде да стави подеднаков притисок на двете страни. Сега тој подеднаков притисок, да гледаме од една лаичка гледна точка, тој еднаков притисок ќе го држат од едната страна тројца, а од другата страна само еден. Неравна е борбата на таа маса. Неравноправна е борбата, велиш. Освен таа неравноправна борба, има уште посериозно прашање. Прашањето се однесува на кредибилитетот. Ние зборуваме за едната страна за која постојат многу сериозни наводи за фантастично голем број криминални акти, за злоупотреба на моќта, за изборни измами и за низа други трансгресии кои се направени во текот на изминатите години. За каков диалог можеме да зборуваме тука? Добро. Да, мислам дека не е да ги дисквалификуваш лидерите на ДОИ-ДПА, дали се они послушни, непослушни, факт е дека они се легитимирани како лидери. Да. Сега не е прашање мене дали ми се свиѓат или не ми се свиѓат тие лидери. Тие се. Значи, не, тој говори за неравноправната борба. Меѓутоа, значи, кај мене главниот предизвик е всушност како да прифатиме не за тие што ни се свиѓаат, туку за тие што не ни се свиѓаат, со нив да се воспостави некако диалог и компромис. Јас викам лесно, јас имам презумпција на невиност за моите блиски. Тешко е да имам за другата страна презумпција. Ние имаме длабоко субјективна подоба во Македонија. На двете страни ние сме невините, тие се разостоници. Тие се жртвите всушност. И јас затоа говорам за две вистини, ја не говорам за две Македонии што Боцевски во еден коментар го напаѓа, зборам за две вистини, бидејќи ние имаме медиуми, имаме гласноговорници, имаме партии, и тие имат едно базично членство и симпатизерство што ги поддржува, каде што се потврдуваат ставовите. И тие луѓе си веруваат во две различни работи. Колку се бројни не ќем да навлегувам. И затоа е прашањето за мене на предизвикот со овие што не ни се свиѓаат како да... Голем дел од критичарите, опонентите на оваа власт митаат тоа што го говори всушност господина Дерала, дека е невозможно практично не беше неопходно да седнат на маса Заев и Груевски, заради тоа што Заев седи на маса со еден човек кој го нарекуваат криминалец, бандити, така натаму се повикуваат на оние злоупотреби за кои Дерала говори. Меѓутоа тоа е прашањето на изборот на друга емисија го разговарав тоа со Рената. Значи, кога седнувате вие на маса и каде викате мојата црвена линија е влада без Груевски и други ред барања, вие тие барања не може да очекувате да ги исполните низ диалог на политичка маса. Како падна владите на Борисов и на Орешарски во Бугарија? За Борисов мислам дека од јануари до март
3 месеци трае протестите. Да. Во многу градови имаше 6, 7, 8 само запалување. Да. А за да после 1 месец големи протести и жртви И на самиот протестите, се Борисов се повлече. Истото беше со Орешарски, кај таму беа уште подолги протестите. Малта не Бугарија беше парализирана. По 10-20 илјади луѓе имаше во Софија, по неколку илјади во Пловдив, во Бургас, во Варна. Значи, јас сакам значи не сега кажам дека се залагам за едно или друго решение. Значи, треба да биде јасно, ако опозицијата се залага за влада без Груевски, таква влада може да добие само со Поддршка на долготрајни протести. Да. Создавање пресвет во јавното мнение, каде што ќе биде неодржливо да таа влада продолжи и понатаму. Не ви се доволни ли оние протести, секојдневно имаме протести, се разбира, не се таму десетици илјади луѓе, но сепак се некаков глас на народот. Се работи на за делот различни народот. услови, се разбира, иако може да се излечат некои паралели во ово што го зборува Саша, но по мене се работи и за различен вид на концепции. Значи, бугарскиот случај е една ствар во која ние сепак не видовме толку драстични докази за криминално владење. Ние ги имаме, ги слушнавме сите. Веќе 3 месеци и повеќе ги слушаме доказите за тоа. Јас завчера слушав како јасно слушам прислушувано од 2011, мислам фантастично долго време во кое се работи за влегување, разголување на најинтимното, на најприватното кај луѓето. Се работи за една ситуација во која исто така опозицијата решава да оди на мирни протести и на мирен, ненасилен притисок врз власта да биде убедена во тоа дека треба да си замине. Во комбинација со меѓународниот фактор кој забележува дека овде навистина многу сериозни нешта се случуваат. Се разбира дека постојат и поинакви начини да се турне една влада. Дури и бугарскиот пример е благ. Можеме да одиме на украинско сценарио да го разгледаме тоа. Тоа е опасното сценарио. Тоа може да ја уништи Македонија во потполност. Македонија и онака е на стаклени нозе, на колена. И финансиски, и политички, и културно, во секаков домен, во сите домени Македонија трпи ужасни губитоци веќе со години. Ако ние продолжиме со заострување на битката на политичко ниво, ние ќе изгубиме нашата земја. И тоа е големата опасност која мислам дека ја согледаа и европејците и Соединетите Американски држави, особено имајќи го предвид капацитетот на Македонија да има и експлозивен карактер, да го прелее потенцијал на целиот регион. И дури тогаш и Европа и Америка ќе имат многу сериозен проблем во овој регион. Значи, ајде да бидам малку адвокат на ѓаволот. Намерно спомнав презумција. Кога велите ѓаволот, на кого мислите? Адвокат на ѓаволот што ги поставува контрапрашањата. Не мислите на Груевски? Не. Дали е нормално кога има спор да вистината се бара во една истражна постапка, дали е медиација, дали е арбитража, дали е суд, дали е нешто што ќе се договориме, јас и ти имаме спор да се договориме. Значи, јас верувам дека се ги чув снимките и дека е снимано и верувам дека тоа не е со стански служби, бидејќи ние на станска служба не би имало интерес цивил да го прислушкува или други луѓе кои се прислушкуваат. Меѓутоа, другата страна вика дека не е така. И сега имаме две вистини. Де факто ја признаа ситуацијата. Да влеземе во една ситуација, јас го кажав уште пред неколку месеци, тврдењето дека има аналитички белешки за разговорите е кажува на подписот на управата за безбедност, не го кажува на странци. Ја знаеме сите домашната школа и како оди парафразирањето на разговорите. Значи, не верувам тоа. Меѓутоа зборам за за страните која тврдат дека се невини. Саркози е под обвинение, која вклучува
обвинение дека се нагодувал со судијата што претходно го ослободи. Кликовски, тоа е вистина дека ВМРО ДПМН тврди, самиот премиер тврди дека се невини, но се уште јавниот обвинител не покренува никаква истрага по овие процеси, по овие прашања, не се покренува никаков процес, не се процесуираат воопшто. Тоа е еден од големите проблеми, не се случува на нормална истражна постапка. Значи ние мораме да имаме политичка разврска, мора да имаме истражна разврска. Како што имаше за големото УВО пред 10-15 години. Имате ли објаснување зошто јавниот обвинител молчи додека се процесуирани останатите обвинувања, тешки обвинувања кои се однесуваат на заед? Секако става просто за сомнеш во пристрасност. Мене посебно ме чуди, пошто спрема колку јас можев да проверам, Звирлевски бил јавен обвинител на случајот големото УВО. Значи има и релативно искуство во водење на таква постапка. Да подсетам, големото УВО беше докажано, има судска пресуда, дека преслушувањето го вршиле Министерството за внатрешни работи. Ние во целата ова работа, за да не останеме секој со својата верба, едните дека имало конспирација од невидени размери во службата од водство на Мјалков и на Груевски, другата дека имало комбинија со странски служби кои ги прислушкувале во гето. Ние мораме да дојдеме до една ситуација. Ако не веруваме на судот, дајте да се договориме во што ќе веруваме, бидејќи една држава ја чинат институции со минимум доверба од граѓаните. Добро, во таква ситуација сметате ли дека е важно Груевски и сите негови луѓе кои се главни актери во тие бомбашки ленти да излезат, односно да не посакаат да бидат во следната приемна влада? Јас прашам во една емисија како би постапил, јас би поднал оставка. Јас не сум нит министрите, нит Сметате дека оние црвени линии за кои говори Заев всушност треба да бидат испочитувани? Јас тогаш говорев за несогласувањето што два министри го искажуваат со политиката на владата. Јас, ако не имам толков степен на несогласност со политиките на владата, нема што да барам во една така влада, бидејќи владата е инструмент за остварување на одредени политики во кои веруваш, пошто вие сте министр, треба да верувате во политиките. Да сум јас државен секретар, ќе спроведувам политики што ги одредува владата. Мислам дека меѓутоа таму имаме страна која вика дека е невинна и јас сакам и некој морам да тогаш дај да договориме една истражна постапка. И се надам дека опозицијата го става на масата. Бидејќи првите позиции на кога почна се тоа беше дека, мислам Шилегов го збореше тоа, дека СДС му очекува само политичка разврска, само избори, а ВМРО збореше дека очекува само истражна разврска и тоа мислеше само на пуч, не мислеше на сето друго. Сега мислам дека е важно да се согласиме дека мора да има политичка разврска за да се провери и обнови легитимитетот на власта и на институциите, бидејќи собранието е нецелосно и така натаму и така. Мора да почне од собранието, мислам, пошто од законодавната власт понатаму другите власти се воспоставуваат. Има да има истражна постапка. Таа истражната веројатно ќе фати подолго време ово што веќе е договорено како некој крајен рок за политичка разврска. Но во тоа време, во тој меѓупростор, кој е вашиот предлог, ајде да му дадам, кој е вашиот предлог за иднината на Груевски на подготви 7 точки. Меѓутоа како некоја нулта точка е следното. Периодот од 10 месеци кој го договорија во Пражино, според нас е многу краток. Тој мора да биде 18 или повеќе месеци. Во рамките на тие 18 или повеќе месеци во кои преодната влада ќе работи, мора да го исчисти избирачкиот список. Меѓутоа, покрај тоа мора да преземе, нема да ги набројувам сега сите, меѓутоа мора да преземе неколку други многу сериозни резови во општеството. А тоа е да влезе во регулацијата на медиумите. Значи, не е доволно само да ја исчистите МРТВ од партиски влијанија. Туку морате да влезете во регулацијата воопшто на медиумите, односно на електронските комуникации. Понатаму, ако го погледнете и нашиот сајт, ќе ги видите таксативно наброени сите.
А што се однесува до преодната влада? До преодната влада, таа мора да направи некои итни чекори кои се однесуваат на истрага за многу сериозни две големи области. Едната е да ги истражи снимките, аудиоснимките кои ги откри Кумановскиот инцидент. И вториот е Кумановскиот инцидент кој укажува на многу сериозна инволвираност на највисоки владини функционери во ова безбедносна криза што имавме во рок од 48 часа, меѓутоа таа многу сериозно го разниша безбедносното милје на Македонија на подолги патеки. И тоа ние доправа ќе го... И беше голема закана и за стабилноста на регионот. Именно. Исто така мораме многу сериозно се зафатиме со изборниот модел, почнувајќи од реформирање, комплетно реформирање на Државната изборна комисија. Вие во овој момент, како што би рекол и омбудсманот, вие во овој момент немате професионална државна изборна комисија. Вие имате строго партиска структура која донесува одлуки врз основа на гласање, а не врз основа на закони и на стандарди. Треба да се бюрократизира, што е неговиот предлог? Нашиот предлог, цивил предлогот е таа структура потполно да се замени со професионална структура во која поради вонредните околности во кои се наоѓа Македонија мора да има и странски експерти, односно супервизори. Доколку тоа не биде можно, доколку партиите не сакаат да се откажат од своето партиско влијание, тогаш да се прошири ова тело во кое партиските представници ги бидат во малцинство. Добро. Значи, доколку дојде до некакво гласање. Се разбира, има уште 3-4 мерки и процеси кои мора да се започнат, меѓутоа... Тие се веќе објавени... Не се вртиме малку круг. Значи, ние имавме време кога беше администрација. Па партиите рекоа, ова не ни се свига, не важи, не ќеме администрација да биде, сакаме од четирите... Смета дека е подобар партискиот модел, господин Кликовски? Јас мислам дека ниеден модел не е добар ако е ѓубре на влез, ѓубре на излез. Во менеджмент се вика garbage in, garbage out. Значи, ние можеме 100 формули да смислиме. И за ДИК, и за Агенција за медиуми, и за Совет за обвинители, за судскиот совет. Ке предлага председателот, ке предлага професионалното здружение, универзитетот ке предлага. Меѓутоа, ако се предлагаат луѓе без интегритет, не зборам херои, ама минимум еден еснавски однос кон нештата, некој минимум пристојност, значи не зборам, не знам, ние сме сепак мала земја и толку се кај нас по 3-4 експерти у подрачи имаме, ние немаме по 2000 експерти. Но се едно дали гравитираат кон одредена политичка партија, бараме експерти. Јас кога зборев за експертската влада, викам, јас не познам експерти што ќе се нафатат да седат у влада. Вие да седите у влада и да ве пукаат и ВМРО, ДПМН и СДСМ, како што ја пукаа владата на Никола Кјусов, кај што пак пола беа нивни, пола нивните, пола на другите, пак ја пука и ја суши одма. Ние имаме насостава кај што никој не ќе да се нафати на нешто да се работи, луѓе со интегритет и професионални, пошто политичките партии во поларизацијата толку ги влече да ботите кон дното да не може да искочите неиспелјано целата работа, ама неиспелјан непрофесионално, туку по сите можни основи. Како Боче Давидковски прифати да биде председател на комисијата за 24 декември, откако ВМРО, ДПМН и СДСМ му кажа ние сме веќе договорени, те молиме прифати пошто све е веќе договорено. Значи ние имаме еден проблем да луѓе со малку повисок интегритет, зборам за непартиски луѓе, да се нафатат и за ДИК, и за ова, и за оно. Значи сме во една сериозна криза како се прави политиката во Македонија. Јас во ниеден момент не спомнав влада за мерките за кои што зборуваме. Значи, зборуваме за институции кои мора да се воспостават, кои ќе бидат брана на се останато што ќе се случи. Значи, специјална комисија за снимките, специјална комисија за Кумановската криза, специјална судска екипа која ќе работи на заздравување, барем привремено, значи не зборуваме за длабоки резови, барем привремено заздравување на судскиот систем, зборуваме за медиумите во кои што МРТВ, реформа на МРТВ за 10 месеци вие не можете невозможно е, но неопходни се реформи на останатите медиуми. Можете да направите инјектирање на слобода во системот
преку регулаторно тело кое или ќе суспендирате АВМУ и само АЕК ќе врши улога на overall регулатор или мерки кои ќе им го невозможат пристапот на партиите да влијаат драстично на медиумската слика. Ова е навистина тешко да се постигне, ќе имаме. Премногу тешко, заради тоа што така ќе имаме. И таа комисија за која говорите не може да делува самостојно, да биде изолиран состав. Неопходно е професионално здружение на новинари. Но сето тоа може да биде подпомогнато од тела кои се составени и од граѓанскиот сектор, од експерти како Клековски, од невладени организации кои што имаат тимови на експерти како цивил, каде ние со нашето наблюдување ќе вршиме day in, day out корекција на целиот контролори коректив би биле. Ова е далеко од нас. Сега на изборите во Британија се случи не големо, 5-6% промашување на рейтинзите од резултатите на изборите. Значи, агенциите предвидува, рейтинг агенциите предвидува пата 1% дали ќе биде разликата, испадна на конзервативците релативно убедливо победи, иако кај нив заради мнозинскиот систем, со не толку голема разлика проценти, може голема победа да направи. Значи, во Британија има совет на рейтинг агенциите кои уште не заврши објавувањето на резултатите, значи на дента на објавувањето на резултатите излегува со соопштение дека формираат комисија за истражување на причините како се случило да сите промашат, значи не една, туку сите агенции да ги промашат, бидејќи они знаат дека довербата е све што тие рейтинг агенции имаат. Ако граѓаните не се сигурни дека всушност овие професионално се вршат работата. Ние сме светлосни години далеко од тоа. Нити има здружение еснавско, ниту луѓето се спремни да бидат подвргнати па и на контрола, господине. Еснавски Во самиот Еснав се разбира. Ајде околу се извинувам папките ги спомена на господина Дерала. Вам не би беше врачена папка, односно од оние бомби за прислушкување. Како ги толкувате овие добивањето на овие папки и овие прислушкувања на целата невладина заедница практично? Скоро целата, предпоставувам, затоа што ова беше само еден дел. Ако си го слушате кумот, зашто да не ги слушате и невладините организации? Јас го кажав тоа, значи, на примерот на новинарите и на примерот на здруженијата на Ви сметате дека граѓани треба да се биде два очигледни примери каде што странски служби не би имали интерес да прислушкуваат. Посебно по моите сознанија дел тие разговори се аналитички третирани, значи има белешки, обработувани се, поурнекот на работа на нашите служби. Не би знал што да ви кажам повеќе, дека не гледам ниедна рационална и рационална причина за било дали се то медиуми, било дали се здружение на граѓани или опозиција. Или опозиција за било што е надвор законски одобрени мерки кои се знае може да траат 1, 2, 3 месеци да се повезани со конкретно кривично дело и така натаму и така натаму. Со наредба од судија и така. Меѓутоа ние мислам дека прв пат се соочуваме со еден предизвик дека технологијата на прислушкувањето толку многу се смени да сега е возможно тоа да се прави прилично едноставно и прилично масово, и тоа веројатно не само една институција, претпоставувам Македонија има повеќе институции кои се сепак е тоа осposobени. Премногу скапо и неопходно е скапа опрема за таков вид на операција. Повеќе аналитиката бара повеќе, луѓето колку технологијата веќе е многу висока. Технологијата, аналитиката бара некој да слуша, да сумира, да анализира и така натаму. Вие дадовте изјава околу лентите за прислушкување, кажавте дека ќе ги тужите, дека таа болка всушност тој шок не може да биде компензиран, но сепак вчера имавте средба, сите вие невладини, вие не сте дел од тој невладин сектор, заради тоа што се бавите со финанси, и консултантски финансиски услуги давате, но сепак која беше намерата да се оди директно
Европската комисија и да се бараат одговори од нив, односно да се постават исто така и некакви барања? Мотивот пред се е затоа што забележуваме дека Европската Унија, иако има многу сериозно влијание и удел во целиот овој процес, во целата огромна афера која се случува во Македонија, во ниеден момент не ми изгледа дека ги отвори очите и ушите кон она што се вика граѓанско општество, кое пак во Македонија во последниве година дена би рекол доживува известна револуција, односно се по-очигледно е дека граѓанскиот сектор во Македонија созреал, ужива огромна доверба кај граѓанките и граѓаните на Република Македонија и дека има што да каже. Мене ми се чини неупатно, дури и комплетно одбивање на воопшто да се разгледа можноста граѓанскиот сектор да биде консултиран во овој процес на било кој начин. Значи, ајде и да не бидеме седнати со столче на преговарачката маса со лидерите. Што мислам дека нема зошто да не бидеме, особено имајќи го предвид ова што го кажав претходно за невладиниот сектор. Тогаш барем во некаква фаза или со некаков статус да бидеме вклучени во овој процес. Бидејќи ние реално работиме на теренот, реално во ова општество веќе значиме нешто. И кога зборувам за невладен сектор, не зборувам само за организациите официјално регистрирани во Централен регистар. Јас овде пред се зборувам за граѓанското општество кое се освести преку студентската популација, понатаму со средношколската популација, преку граѓанските иницијативи, ако сакате, кои датираат дури од времето на Аман, од пред 3-4 години. Или гласот на светлината, може би. Или движењето за против полициската бруталност, кое сега се вика протестирам, во кое влегува уште повеќе невладини организации, граѓански иницијативи, индивидуалци и така натаму. Значи, ние имаме веќе навистина брзо созреано, долго време зачмаено. Сметате дека сте созреани? Брзо созреано. Не сметате дека сте на почетоците, некои почетоци на граѓанско општество? Имаме и експертиза, имаме бројност, имаме волја. Целото општество не е созреано, господин Дерала, вие сметате дека граѓанскиот сектор е созреал? Од една страна, дури и позрелите демократи не може да тврдат дека е сосема созреано граѓанското општество. Именно за тоа зборуваме. Меѓутоа, за оно што нам ни треба во овој процес, јас мислам дека ние имаме во моментов посозреано граѓанско општество отколку политички партии. Именно. Има и многу причини зашто тоа е така. Значи, Сдруженијата на граѓаните, политичките партии, други организации, синдикати, цркви, се сестрински организации. Значи, сите потекнуваат од истото фундаментално право, слобода на здружување. Меѓутоа, ние од самиот почеток, од независноста на Македонија, се поставивме како антагонистички наместо да бидат сили. Значи, секој во своето домен и гледање во голем преку нишан со другите. Или најмалку со недоверба. Со синдикатите немавме и се уште немаме базична, дури последните 2 години почнува некакво мешање на синдикатите со Сдруженијата на граѓаните. Во целиот тој процес политичките партии беа оставени без било каква значителна подршка за нивно постоење. Вие ако ги видите политичките партии, они надвор државата не постојат. Еве да извадите податоци од Централен регистар, сите политички партии во Македонија дали имат 1 милион евра приходи, сите заедно и 20-30 работени. Тоа е невозможна ситуација и затоа кај нас имаме постојана криза што ја создаваат политичките партии. Што они функционираат само кога се на власт. Да. Пошто тогаш ги користат државните ресурси за партиските работи. Значи, ние мораме да побараме едно структурно решение и јас затоа се залагав да почнеме со тоа да се зголеми државното финансирање на политичките партии. Нашите партии мора да функционираат надвор државата, и да не зависат од приватни донатори, бидејќи
збори со една Европа и на политичките партии, на граѓанскиот сектор, вас сега ќе треба да ја подржат граѓаните и локалните фирми. На 2 милиона држава со 20 и кусур просто невработени, со еден куп И 30% сиромаштија. Итни потреби, кој ќе финансира човек кој права и политички партии? Никој. Значи, ние можеме да поотворено почнеме да гледаме во структурата на проблемите. Ние имаме американски тип на кампањи, кои се зависни од многу пари, се телевизиски кампањи. За тие кампањи треба многу пари, пошто ги нема од друго место, ги земате од... И токму заради тоа е транспарентноста нула кај политичките финансирањето на... За финансирањето која го говориме. Ние мора да гледаме како да го стабилизираме. Нас ни треба политички партии, кои знаете дека има чермен или председавач, кој не е премиерот или градоначалникот на Струница. Кој ќе работи на партијата надвор тоа што е општина Струница и Република Македонија. За да тие исполнуваат одредени цели надвор тоа која се налази. Значи, мислам дека ни треба граѓанското општество, треба да биде корисно, бидејќи овие работи се дебатирани и отворените листи. И сметате ли, се согласувате ли со господин Дерала дека и тие треба да бидат вклучени во преговарачкиот процес или можеби подоцна, кога веќе ќе бидат договарани политиките да влијаат на целиот процес? Сега на една дебата на штурмовите универзитет во Пендаровски имаше една интересна мисла дека граѓанското општество не било вклучено во ниеден битен момент за Република Македонија. Во носен уставот, во рамковниот договор, ние имаме една тенденција на големата четворка да сака да ги држи работите своја контрола. Да. Значи, но дали се согласувате со овој предлог кој го има? И нас ни е проблемот дека ова барање сега веќе од граѓанските организации не е да дојде до едноставна промена на партиите на власт, туку да дојде до промена како се прави политика во Македонија, односно поместување од демократија во партиципативна демократија. Да, јас благодарам што бевте гости.